Градот Скопје даде согласност или го пренесе правото за градење на таа улица, со оглед на таа што улица е под надлежност на градот Скопје и ние имавме законска обврска, ако побара да ја даде таа согласност. Бидејќи при правењето на Телеком, инвеститорот земал обврска да ја изгради таа улица. Доколку не ја изгради, а побара од нас, а ние не му дадеме согласност, да биде, може да се состави санкција од Телеком, а после тоа да бидеме санкција од нас. Таа улица е предвидена со детален урбанистички план како надземна улица. Со постојниот, со важечкиот детален урбанистички план. Таа улица постоеше и понапред. Таа ќе има регулиран режим на сообраќај. Значи ќе може да додадат само вработените кои што се таму и оние кои што доставуваат роба, никој друг. Оние кои што ги имаат рестораните, кафичите и слично, или некои од граѓаните кои што се тука, кои што треба да донесат некоја кабаста роба и слично, а не може долу да идат преку ГТС. Така да таа сообраќајница ќе повторно е дефинирана во детален урбанистички план. Ние имаме обврска да дадеме таа согласност и таа ќе има специјален режим. Значи ќе има сообраќај исто онолков колку што има сега во она времена кој што е под самиот Кејски зид. Имаше предлог, вика, па зашто не ја ставите до Кејскиот зид? Ние не можеме да градиме надвор деталниот урбанистички план. Не можеме возила да иде до самиот Кејски зид до зидот она што велиме да биде таму. Ова е тука предвидено. Така да на овие што се рестораните воопшто не им се смалува тоа дека меѓу дрвјата ќе има тие исто пак простор кој што ќе биде. Таа не е улица кој што е прометна, кој што е движечка, туку има специјален режим. Според вас, ваше мислење, дали ќе беше подобра таа улица да биде подземна или вака да биде надземна и да се ограничува просторот на пешаците за движење? Сега, не сме ние тука на дебата, туку ние сме да го исполнуваме законот. Законот вели, тоа е законот деталниот урбанистички план вели надземна улица. И ја тука нема посебно да коментирам. Јас сега треба да речем, слушајте, сменете го деталниот план, направете ја подземна. И тоа кој знае колку време ќе трае, па после друго. Значи не е тоа моја желба, туку тоа е моја обврска на градот Скопје. Придонесен детален урбанистички план од општина Центар. А мостовите градоначалника од пешачки што ќе издрагуваат на сообраќајница? Мислам, не сообраќајница, од кој пешачки? Од кој пешачки? Пешачки се мостовите. Сега како одат во Телеком, сега да ве прашаме, јас се доизвинете контра прашање. Како одат сега во Телеком? Исто, ама сега е шеталиште, тогаш Ама не, ама сега идат улици, сега колите одат по шеталиште, така? Да. И сега ќе ги газат пешаците, така? Има не, сега одат покрај самиот Кејски зид, така? Истите коли, кои што идат сега покрај Кејскиот зид, сега ќе одат по улица кој што има посебен режим на сообраќај.